Штипски Исар остави половина град без вода цел викенд, обвинија денес на прес од ВМРО ДПМНЕ. Цел викенд не успеа да ги санира дефектите на водоводната линија, со што без вода за пиење ги остави жителите на централното градско подрачје, Радански пат, улиците Иво Лола Рибар, Судјаска, Вераце Ривери Трена, 11 октомври, Еврејска, Сењак и многу други места во општина Штип. Воедно сакаме да напоменеме дека денес повторно без вода за пиење останаа граѓаните од централното градско подрачје. Според ВМРО ДПМНЕ, вината за ваквата состојба е во лошото менаџирање со претпријатието. Очигледно дека на новата власт во нашиот град поважни им се кадровските промени во претпријатието отколку давањето на квалитетни услуги на граѓаните. Лошото менаџирање на јавното претпријатие Исар резултираше со испорака на неквалитетна и ненавременна услуга, со што без соодветно известување цел викенд половина град беше без вода. Повторно го поставуваме прашањето: на што мислеа СДСМ со нивниот слоган: дали живот без вода во 21 век е живот за граѓаните на општина Штип? Ваквите обвинувања ги отфрлаат од Штипски Исар, оттаму на пресот на ВМРО реагираа со писмено соопштение. Проблемите со дефектите на водоводната и канализациона мрежа со кои што деновиве се соочуваме се резултат на повеќе годишното неодговорно работење на претходните раководни структури на ЈП Исар. Дефектите на улиците Борко Талев, Јане Сандански и Радански пат се дефекти заради дотраени железни и азбесни цементни цевки. Некои од овие улици беа вклучени во програмата за работа на ЈП Исар за 2017 година. Меѓутоа работата беше сопрена поради предизборните активности на ВМРО ДПМНЕ. Во моментов ЈП Исар работи на санација на дефектите, а во програмата за работа на јавното претпријатие Исар за 2018 година веќе се предвидени реконструкција на овие водоводни линии.